која сега тврдат бугарските политичари дека ја врзува и владата. А во неа се таксативно наброени оние прашања кои тие ги наметнуваат за решавање во овој куз временски период. Првото е јазикот, второто е заедничката историја, третото се малцинските прашања. За јазикот од бугарска страна се инсистира да се користи формулацијата што ја имаме во договорот за пријателство и соработка, каде што тврдиме ние дека е потпишан на македонски јазик, официјалната јазичната формулација дека е тоа официјалниот јазик согласно уставот во тој момент на Република Македонија. Тие бараат да се користи во секоја пригода овој термин, или ако се користи терминот македонски јазик со фуснота да се појаснува, односно да се користи ова јазична формула што ја имаме во договорот за пријателство и соработка. Второ, делот на заедничката историја се обидува да направат дистинкција помеѓу заедничка и споделена, повикувајќи се при тоа на неколку изјави кои ги има дадено председателот Пендаровски, каде што го користи терминот споделена историја. Тие инсистираат на заедничка историја, мислам дека тука се гледа дека да станува главниот проблем. Во нашата јавност преовладува мислењето дека од бугарска страна под заедничка историја се подразбира бугарската историја. А духот на овој договор за пријателство и соработка не е тој, туку признавајќи дека во еден период имаме заедничка историја, ние преку работата на експертската заедничката комисија која е преокупирана со заедничките личности од историјата, треба да го потврдиме ова што имаме запишано во договорот.